Ние како општина одвоивме на годишно ниво 2 милиона денара, за да може да помогнеме на ваквите институции, на наше барање, а доставено име, значи за посечените локации, посебно во градските урбани, во Железара, Автокоманда, Триагла, Хиподром, Чемто, Сингелич и така натаму, сите се посочени каде што имаат делови на кучиња кои што треба да се заловат, хумано да се третираат, со единствена цел да го избегнеме или да избегнеме можноста за напад на деца или било кој возрастен човек, кој што во таква глутница се можни секакви ризици. Од таа страна, ќе побрам уште еднаш дополнителни мерки како градоначалник до двете јавни предпријатија да се извршуваат својата улога, ако треба допълнително ќе помогнеме и преку нашето јавно комунално предпријатие, се со цел да имаме хуман третман на кучињата скитници кои што не се, паралелно да трае чипирањето на оние кои што не се чипирани да се сместат во вардариште, односно заедно со лајка, тој дел да се заврши. И ако треба, размислуваме дополнителен дел да обезбедиме простори некаде во културно-поправниот дом во Идризово, како идеја ни е да најдеме хуман третман за тие заловени животни на сметка на општината, се со цел да ги намалиме ваквите ризични можни напади на улиците кои што се појавуваат секојдневно. Тоа е прашање дали ќе бидат 1, 2 или 3 или воопшто ни еден. Дека ги има, да, негде се препоставува дека во град Скопје се регистрирани во овој момент негде околу 1900 кучиња скитници. Прашањето дека тие мигрираат од една општина во друга, од една населба во трета и така натаму, и тоа е дел. Интересен ли заедно мораме да бидеме координирани за да можеме да излеземе во пресред и на барањето и на да ги превидиме последиците од можните напади на кучињата скитници.